Навистина сум премногу горд на вас, мои пријатели, мои ѓорчевци, за ова што го правиме изминатите години. Се градат во моментов 7 улици во Стопански двор, се градат 7 улици во Кисела јабука, започнува набрзо во Стопански двор нова градинка, реконструкција на цела Радушка, фекална канализација, нова улица, ново игралиште у Беровски. Така се сака Ѓорче Петров. Браво, Александар! Останува уште малце време. Останува време уште посплотено, појако, похрабро да излеземе и на 8 мај да направиме огромна победа. Јас пред неколку дена кажав, нема партија што во Ѓорче Петров ќе го победи ВМРО-ДПМН. Уште еднаш повторувам, нема ни една партија да го победи ВМРО-ДПМН. Сите на купче ќе бидат победени. Но, за да направиме многу реформи, поголеми пензии, 50.000 нови работни места, 5.000 денари за сите пензионери, нова позитивна листа на лекови, секој дете во градинка и се она што го предвидуваме у програмата. Луѓе, ни треба мобилизација. Може ли да го направиме тоа масовно на 8 да победиме? Победата е на дофат. И таа победа е создадена од сите надежи на луѓето кои не гласаа во првиот круг на изборите и е последица на сите страдања и понижувања кои ги донесе оваа власт. Народот определен дека сака промени, а убедливата разлика од над 180.000 гласови е гаранција дека народот сака подобро, сака подобар живот, подобра економија, сака да си ја врати контролата над сопствената држава. И навистина гледам дека пораките од првиот круг од изборите власта не ги сваќа. Ним народот им е виновен, наместо да погледнат во сопствениот двор. Тие од СДСМ не разбираат дека партијата, а потоа и целата власт во државата му ја подарија на Али Ахмети, Артан Груби, Бујар Османи, Талат Џофери. Овие луѓе, пак од партијата ДУИ, направија трговско друштво за криминал и тендери. Стотина души распоредени на позиции управуваат со цела Македонија, злоупотребувајќи ги страдањата и надеждите на целиот народ. Нивните судбини, нивните проблеми, кои ги создаваат нивната мак. ДУИ стана мафијашка структура, наместо како што тие сакат да се представат европска партија. Иако устите им се полни со Европа, нема ништо посмешно и потрагично во исто време кога Артан и Бујар зборат за Европскиот фронт. Тешко на Македонија, ако СДСМ и ДУИ се европска тинина како што лажно се представуваат. Од СДСМ не знаат дека Али е човек кој седи на повеќе столици истовремено. Во исто време кога СДСМ ги теши за поразот и ми праќа мене емисари за договор, и кога ова јавно го кажувам, вели дека во политиката влегол како востаник и дека, замислете што вели Али Ахмети, дека тој направил коалиција таква каква што направил со помалите етнички заедници, затоа што ВМРО-ДПМН помалите етнички заедници ги гледал со презир. Од овде од Ѓорче сакам да му порачам неколку работи. Прво, точно е дека намаката и надежта на нашите сограѓани албанци и измамата од 2001 почна како востаник кој што се претвори во блискоисточен шеик, кој што сега со крадените пари ужива во своите хациенди во Зајас. Тоа е точно. Точно е дека голобради момчиња, дел од неговата фамилија, во меѓувреме додека тој кажува дека бил голем востаник, купуваат трговски центри за десетици милиони евра во центарот на Скопје. Исто така е точно додека тој себе си се опишува во својата лична епопеа и романтична приказна како востаник, членови на неговото семејство возат Rolls-Royce, Мерцедес и Мајбах, Range Rover джипови, имаат возен парк од неколку милиони евра. Се е тоа точно додека тој се обидува повторно да тргува со гласовите на албанците во Македонија. И додека тој ги убедува албанците во Македонија дека е востаник,
си врват бизнисите, си врват тендерите, милионите и еврата завршуваат во джебот и на конто на семејството. Вистина е тоа, Али Ахмети, дека ти си востаник, ама сега во овие 23 години постепено, но сигурно се претвори во ништо повеќе од обечен криминалец. И наместо да завршиш како идеолог во политичка пензија, ќе одиш како обичен криминалец, кој што ќе го паметат и албанците, и македонците, и турците, и ромите, и србите, и бошљаците, и сите останати. На овој крстопат што си